Пред насилниот упад во Собранието на Република Македонија, Никола Груевски, за претседател на кадровата комисија на ВМРО ДПМН го назначува Христијан Мицковски, неговата десна рака. Додека насилно се спречуваше јасно изразената волја на граѓаните и се реализирал монструозен план, Мицковски бил прв човек на кадровата комисија на ВМРО ДПМН. По сведочењата во судскиот процес, во јавноста се појавија засилени сомнежи дека упадот во Собранието бил координиран од центар сместен во овој луксузен дворец позади мене, во време кога токму Мицковски бил претседател на кадровата комисија на ВМРО ДПМН. Мицковски треба да одговори за неговата улога како прв човек на таа кадрова комисија, дали учествувал и во изборот на партиски кадри кои го координирале нападот врз Собранието на 27 април. Мицковски му должи се на својот ментор Никола Груевски, кој потоа го назначува и за претседател на ВМРО ДПМН и од кого го добива земјиштето за бизнисот со хидроцентралите. Затоа Мицковски се обидува преку деструкции и блокади да ја закочи иднината и да го одбрани криминалот на неговиот ментор Никола Груевски. Во јавните настапи, меѓу кои и оној од вчера пред владата, Мицковски ги повикува граѓаните да кажале не, дека немало иднина за Република Македонија. Самиот признава, за Мицковски Европската Унија и НАТО не се иднина. Мицковски е анти-НАТО и анти-ЕУ. Токму затоа Мицковски и ВМРО ДПМН се во истата антизападна матрица заедно со некогашниот сопартиец Филип Петровски, со некогашниот коалиционен партнер Јанко Бачев и гласноговорникот на режимот Миленко Неделковски. Ви благодарам.